Членовите на Советот на општина Кочани на последната 35-та седница на Советот донесоа одлука за донесување на урбанистичкиот план во населено место за спортско-рекреативниот центар Пониква во општина Кочани. По одржаната јавна расправа во месец јули и укажаните сугестии од собствениците на викендички на Пониква, како и по дискусијата на одделни советници од опозицијата, секретарот на општина Кочани Петар Апостолов со одговор. За донесување на урбанистички план се обезбедени сите согласности, на кои како последна согласност од Министерството за транспорт и врски е извршена проверка и добиена согласност дека е почитуван целосно законот и е во процедура за донесување на урбанистичкиот план. Значи сите процедури и сите согласности што се потребни се добиени и се вградени во детални, односно урбанистичкиот план за во населено место. За барањето на граѓаните кои се собственици на диво изградените објекти, односно викендички, Апостолов истакна. Таква иницијатива има поднесено група граѓани, собственици, односно иматели поранешни на диво изградени објекти, меѓутоа процесот на легализација и законот за легализација дозволи да се легализират тие објекти и тие имат исто доставено иницијатива која од страна на градоначалникот на општина Кочани, бидејќи не е во негова надлежност, е покрената постапка и доставено до владата на Република Македонија за измена на уредбата за продажба на градежно земјиште во државна собственост. И буквално нивните барања се преточени во иницијатива од страна на градоначалникот до владата на Република Македонија, која е надлежна за донесување на ваква уредба. Имаме веќе и еден одговор од владата на Република Македонија, во кој ни е укажано дека уредбата е процедурално доставена до надлежните министерства, од кои ќе биде разгледана и дополнително ќе се произнесе владата на Република Македонија. Инаку најголем дел од забелешките на собствениците на викендички на Пониква кои беа приложени во јавната расправа по урбанистичкиот план се прифатени и ќе бидат вклопени во истиот.